Од утре нема повеќе вработувања по етничка припадност се додека уставните судии не пресечат дали така наречениот балансер се коси со уставот. По неколку часовна дебата тие го замрзнаа балансерот се додека не донесат конечна одлука. Алатката балансер, според која се вработуваше од 2016 наваму, е спорна за повеќето уставни судии, па уставен оформи предмет за иницијативата на антикорупцијска комисија, со која се оспоруваат одредбите за правична етничка застапеност во институциите. Дебатата меѓу уставните судии беше тензична, бидејќи тројца од нив, Осман Кадриу, Фатмир Скендер и Насер Ајдари, се против оспорувањето на етничките вработувања, со образложение дека тоа би можело да предизвика меѓуетнички тензии. Во оваа фаза Уставниот суд изразува сомнеш дека се загрозуваат основните слободи и права на човекот и граѓанинот кои што се признати во меѓународното право и утврдени во нашиот устав. Потоа слободното изразување на националната припадност, соодветната и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници во органите на државната власт и во другите јавни институции на сите нивоа, кои што се темелни вредности на кои почива нашиот уставен поредок. Времената мерка за вработувањето по етничка припадност важи за сите огласи кои од утре натаму ќе бидат објавени. Во прилог на денешниот предмет и дискусијата која што имавте можност да ја слушнете, во текот на гласањето донесена е и времена мерка за овој предмет, што значи дека се запира извршувањето на актите и действијата кои што произлегуваат од оспорените одредби и дека не треба да има промени во овој случај се додека судот не донесе конечна одлука. Уставен суд одлучува по иницијативата поднесена од стариот состав на антикорупцијска. Поранешните антикорупционери во иницијативата Уставен оспорен е членот Законот за вработените во јавниот сектор, членот Законот за административните службеници, членови од правилникот за задолжителни елементи на јавниот оглас и така наречениот балансер. Според поранешните антикорупционери, со овим се наметнува обврска на кандидатите во пријавата за вработување да наведат и припадност на заедница, со што се прекршува уставното загарантирано право на слободно изразување на националната припадност. Тие во иницијативата укажуваат дека националната припадност е лично чувство на граѓанинот и како такво може да биде менливо, а не е ниту општ, ниту посебен услов за вработување на административните службеници пропишан со закон. Зошто после 23 години Уставен сега одлучува за вработувањата по етничка припадност, според портпаролката на Уставен, тоа е заради тоа што уставните судии расправаат согласно поднесената иницијатива од антикорупцијска.